Навлегувањето во 11-тата недела од судењето, поротата во Врховниот суд на Викторија ја прогласи Ерин Патерсон за виновна за убиство на родителите на нејзиниот отуѓен сопруг, Дон и Гейл Патерсон, и неговата сестра, Хедер Вилкинсон. Поротата од 12 члена, исто така, ја прогласи за виновна за обид за убиство на сопругот на Хедер, Иан Вилкинсон, кој го преживеал труењето и поминал недели во болница. Додека се читаа пресудите, Патерсон не го кренала погледот од поротата. Таа гледаше право напред, смирена. Ниту еден член на семејствата Патерсон или Вилкинсон не бил присутен на пресудата. Силни бури во Санкт Петербург минатата недела предизвикале големи штети. Силните ветрови во петокот соборија 496 дрвја, а во некои паркови и зелени површини се уште се во тек одстранувањето на паднатите дрвја и проверката на теренот за потенцијални опасности, соопшти Комитетот за урбанистичко планирање. Претходно беше објавено дека минатиот петок Санкт Петербург бил погоден од ветрови со сила на ураган. Градските градини и паркови биле привремено затворени. Најголема штета била предизвикана на дрвјата во областите Калинински, Невски, Виборшки и Приморски. Силно невреме во Италија најмногу го погоди Милано, а многу обилни дождови ја погодија цела Ломбардија во текот на попладнето, предизвикувајќи голема штета. 63 годишна жена од Сан Виторе Олона загина во бурата. Таа починала во градот Робечето кон Индуно, откако беше удрена од дрво кое паднало за време на бурата што ја погоди областа Милано. Несреќата се случила во шумска област до која е тешко пристапна за спасувачките екипи. Падјачкото дрво повреди уште две лица, 68 годишна жена и 70 годишен маж, кои беа итно префрлени во болница. Според извештаите на медиумите, се верува дека трите лица се враќале од прошетка покрај каналот Навило кога, најверојатно поради бурата, дрвото паднало врз нив. На лице место интервенирале пожарникари, карабинери и амбулантни возила, кои само можеле да ја потврдат смртта на 63 годишникот. На островот Флорес во Индонезија, вулканот Левотоби Лаки-Лаки повторно еруптираше, исфрлајќи огромен облак од пепел во висина од 18 километри. Ерупцијата, која започна во понеделник наутро, предизвика нова рунда евакуации, бидејќи локалните власти ја прошируваат зоната на забрана. Поведено е највисоко ниво на тревога, објави BBC. За сега нема информации за жртви, но повеќе од 4000 луѓе веќе ги напуштиле своите домови. Според локалната агенција за катастрофи, бројот на евакуирани лица се зголемува. Најмалку 24 летови до и од популарниот туристички остров Бали беа откажани во понеделник поради вулканска активност, а дел од воздушниот сообраќај беше обновен во вторник наутро. Ема Нелсон споделила видео од нејзиниот син Джек како се лула првпат во животот. Ема го однела своето бебе во паркот и го ставила на лулашка, а потоа ја снимила неговата реакција. Малиот Джек уживал во секоја секунда, а насмевката не му се симнала од лицето. Овој момент ќе живее во моето срце за секогаш, напишала Ема во описот на видеото, кое го погледнале илјадници корисници на Инстаграм.